Почитувани гледачи, добар ден. По кратка пауза поради празниците, повторно сме со нова епизода на Медицинско катче. Утро во тема карцином, меѓутоа и отстранување на истиот од дојки. Нашиот гостин е доктор Андреа Арсовски, хирург од приватната болница Џибадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден на вас и поздрав и добар ден на сите гледачи. Најавив што ќе биде денеска тема на нашиот разговор, тоа е карциномот на дојка, новите оперативни зафати. Ајде најпрво околу бројката. Се зголемува ли карциномот на дојка во Македонија и каде сме во однос на европски рамки? Знам дека немаме некоја прецизна статистика, меѓутоа еве што вели вашето искуство? Точно, за жал немаме прецизна статистика, но и на глобално ниво карциномот на дојка е со еден тренд на пораст на секаде, значи тоа е еден глобален феномен и секако дека Македонија не може да биде надвор од тој тренд. Она што го имаме како впечаток, тоа е дека се повеќе и повеќе пациенти со оваа дијагноза дијагностицираме и гледаме во нашите амбуланти, во нашите хируршки сали, меѓутоа за жал точната бројка и точна статистика во кој стадиум е најзастапен, возрастните групи и така натаму немаме. Иако треба да се нагласи дека сепак мислам дека малку успеваме во еден поран стадиум да ги откриеме, иако тоа е далеку од задоволително во однос на она што се прави во развиените здравствени системи и секако впечаток дека возрастната група за жал се јавува се повеќе и повеќе и кај помладите жени. Да, тоа ми беше следното прашање, дали бидејќи општа некаква статистика нема, меѓутоа она што го велат и вашите колеги дека не само карциномот на дојка, меѓутоа и другите карциноми се јавуваат кај се помлади пациенти. Имаме ли некоја возраст од прилика и која е најмладата пациентка кај која што сте оперирале, односно направена е мастектомија? Јас лично најмладата пациентка имаше неполни 19 години. Од она што го знам, мислам дека најмладата во Македонија до сега имала неполни 18 години во моментот на откривањето. Тоа се сепак ретко е во таа возраст, меѓутоа веќе во возраста помеѓу 27-8 и нагоре, во наредната, во четвртата декада имаме се поголем број на пациенти кои што се млади. Да речеме, јас кога учев, пикот беше помеѓу 60-та и 70-та година, сега секако е тоа спуштено. За типовите на операции, хирургијата оди, се развива се повеќе. Освен класична мастектомија, што се друго може да им се понуди на пациентките, доколку веќе се во таа група на заболени од карцином? Хируршкиот дел на лекувањето е еден сегмент во тој тимски пристап и во мултидисциплинарниот пристап и во дијагностиката, уште повеќе во третманот на заболувањата на дојката, на карциномот на дојката, каде што тие хируршки техники еволуирале во низ децениите наназад од тие ултрарадикални мастектомии, кои што јас да речеме не сум ги ни видел, но од книгите што сме го гледале, тоа се многу големи, мутилантни, непотребни интервенции, каде што се отстрануваат и мускулатура и така натаму, и доведуваат до висок степен на инвалидитет. Современите хируршки трендови и во хирургијата на малигномите на дојка е да се што повеќе заштити пред се функцијата, значи да имаме сосема нормална можности за телесна активност, пред се околу движењата на раката, функцијата на раката и секако тука е многу битен не само ефектот од операцијата од естетски, туку и од психолошки аспект, затоа што сепак е дојката еден символ на женственост. Но не смееме да заборавиме дека си имаме работа со една многу опасна болест, болест која што за жал има и високо ниво и на смртност и секако дека онколошкиот аспект на хируршкото лекување е примарно. Значи се ова за кое што зборуваме, естетика, психологија, во тој момент имаме во втор план, затоа што
првично, најбитно е жената да ја излекуваме. Така. Со тоа што денеска и тие реконструктивни зафати може да се прават и во вторак, значи можностите за лекување, ако ние успееме да ја излекуваме жената, тогаш имаме бројни методи и техники на располагање да ја вратиме во еден комплетен социјален, семеен живот и така натаму, за да го постигнеме тој ефект на комплетно излекување, што ние го нарекуваме. Се почесто се користи термин поштедлива операција. Што ова значи за пациентките и дали тука лекувањето завршува само со хирургот или потребно е понатаму да се примаат имунотерапии, цитостатски терапии, како оди третманот понатаму? И дали ова поштедлива операција зависи од самиот пациент, хирургот пресекува тука? Ајде малку да им објасниме на гледачките кои што се засегнати од целава ситуација. Вака, прво и основно, би сакал да нагласам дека третманот, лекувањето е комплексно. Хируршкиот дел, независно колку екстензивна хирургија применувате, е само еден дел од лекувањето. Таа терапија, која што следи најчесто после операција, некогаш може и да претходи на операцијата. Тоа зависи од карактеристиките на туморските клетки. Значи, во диагностичкиот пакет кој што денеска се прави, би требало да се прават сите комплетни имунохистохемиски испитувања, за да ги селектираме тие пациенти кои што евентуално би требало да примат некаква терапија и како почетен предоперативен зборувам. Степен на лекувањето. Сега да се вратиме на вашето прашање. Радикални операции верзус штедливи, што се тоа? Радикалната операција подразбира отстранување на целата дојка заедно со лимфните јазли под мишката од страната на карциномот. За да одлучиме каква терапија хируршка, кој тип на операција е најдобар, значи, тука не се работи за волја на некого, дали е тоа хирургот, дали е пациентот, туку треба врз основа на се оне што го имаме како диагностика предоперативна, водејќи сметка за конституција, возраст, локализација на тумор, големина на тумор, значи многу фактори се ставаат на маса и секако во разговор со пациентот се одлучува, затоа што ако ги исполнуваат тие онколошки елементи на штедлива операција, ќе се вратам што е тоа, тогаш треба да го чуеме и мислењето на пациентот. Имаме пациенти кои што инсистираат на радикални интервенции, инсистираат некои дури на превентивно отстранување и на другата дојка, која што има и резон во некои ситуации, не секогаш. Значи, треба да го чуеме и мислењето на пациентот. Некои пак инсистираат, ве молам, докторе, нешто да се чуваме. Сега, колкава е дојката? Каква е конституцијата на таа дојка? Каде е локализиран туморот? Значи, постојат и многу субјективни фактори кои што ние треба да му ги објасниме на пациентот и тогаш заеднички да се договориме каков тип на операција, примарно водејќи сметка, значи компромис, ако не имаме лошо лекување, тука не сме да има. Но, ако онколошките моменти овозможуваат да ние имаме избор на методи, тогаш е тоа во ред. Што се штедливи операции? Тоа се операции кога се отстранува дел од дојката. Најчесто се пременуваат така наречени квадрантектомии, значи отстранување на еден квадрант, условно речено четвртина на дојката, или пак тие проширени туморектомии, односно ломпектомии, каде се отстранува туморот во здраво, значи зависно од треба да има најчесто околу 2 до 3 сантиметри во здраво. И пак ќе се вратам, тука се битни сите тие фактори за да ние можеме да советуваме и да разговараме со пациентот околу изборот на методата. Одека некои пациенти, примерно ако имаме голем тумор, централно поставен, нема тука што да се разговара. Тука апсолутно избор е радикалната мастектомија. Но има голем дел од пациентите кога можеме да бираме, пак зависно од тоа што сака и пациентката да добие, дали планира понатаму реконструкција, дали е во истакт или денеска пластичната хирургија е многу напредната. Така да и примерно и во Америка се зголемува бројот на радикални мастектомии затоа што се зголемува бројот на реконструкции. И со убава естетска реконструкција вие може да постигнете извонедни ефекти,
вклучам и голем дел од здравите жени, Так. од, не знам, естрадата и така натаму, денеска се подвргнуваат на такви реконструктивни зафати, подигање на дојките, зголемување и така натаму, кога имаме навистина извонени резултати. И таа реконструкција после онколошка хирургија денеска дава навистина извонени резултати. И за среќа се почесто и почесто ги имаме во нашиот репертоар хируршки. Со какви се стравови се соочуваат пациентките еве кога ќе дојдат кај вас на операција? Што се им се врти низ глава? А има ли некои што се надежни? Како реагираат кога им соопштите дека мора да има или мастектомија комплетна без разлика на хируршката? Знаете, таа диагноза представува шок за секој, за секоја жена и за околината. Така. И тука веднаш во еден момент се поставуваат многу прашања. Пред се прашањето на преживување, на излекување. Второ, како понатаму? Социјалниот, естетскиот, сексуалниот, семејниот, професионалниот аспект на живењето, сето тоа одеднаш се руши тој свет во кој што нормално пациентот е научен да функционира. И тука е голема улогата на лекарите, најчесто ние хирурзите и први се сретнуваме со овие пациенти, не да им се дава некакво лажно смирување, туку објективно да се постават работите, да се објасни дека тоа е болест која што денеска може навистина успешно да се лекува, затоа е потребно што порана фаза да се откријат и дека со современите начини на лекување ние можеме жената да ја вратиме за она што веќе зборував во еден комплетно нормален аспект на живење од сите аспекти. Потребно е да се предочи природата на болеста, да се објективно да се објаснат сите можности на лекување и успесите во лекувањето. Затоа што денеска, навистина, карциномот на дојката се уште има висок процент на смртност, меѓутоа тоа е најчесто кај касно откриените или кај дел кај што имаме навистина многу висок малигни потенцијал на самите карциноми. А инаку бројот на излекувани жени кои што се вратени во сосема нормален живот е навистина голем и јас многу убаво се чувствувам кога, одејќи во град или во некоја продавница, некој ќе ве поздрави, кој што не се ни сеќавате, дека, докторе, сте ме оперирале пред 20 години, пред не знам волку години, тоа ви дава едно убаво чувство дека може да се изборуваме, да се бориме со оваа болест и да ја победиме. Докторе, што треба околу превентивните прегледи? Најпрво ајде да позборуваме околу тоа колку е битна превенцијата, а следното прашање ми е во неколку наврати спомнавме реконструкција. Колку време треба да помине од оперативниот зафат, па пациентката после тоа да ги реконструира дојките? Прво да одговорам на првиот дел. Раното откривање е клучот на секој здравствен систем во постигнување на поголеми успеси во борба со малигните заболувања, вклучително за карциномот на дојката. Тој скрининг релативно лесно може да се спроведе, но ако се спроведува како што треба. Значи, постојат принципи на организирање на скринингот. Не како јас мислам или како некој така има друг стандарди. Значи, тоа се знае у светот како се работи, потребно е одредено ниво на базична апаратура, потребна е добра едукација и на техничарите и на лекарите кои што се бават со тој скрининг и да се организира по сите принципи, поготово Македонија е мала земја, мислам дека навистина жалосно е што тој скрининг се уште, ние веќе повеќе од 25 години го вергламе, ја вергламе истата тема, за жал скрининг како што треба немаме. Меѓутоа, мислам дека со заложба на професионалци кои што се разбираат пред се, значи тука е во првата линија на скринингот се радиолозите, кои што треба да поминат одредена едукација, одредена организациони промени и тоа ќе доведе до извонедни резултати. Пример ние Словенија,
да речеме слична популација, произлегува сличен здравствен систем, но направен скрининг по сите теркови, имаат меѓу најдобрите резултати во свет. Така да се надевам дека не е тоа некој поголем проблем, ако навистина седнат оние луѓе што треба тоа да го организираат и направат со една добра волја, слушајќи ги професионалците, да се направи, и тоа е клучот на успехот во борбата со откривање на пациенти кога се во стадиум кога лекувањето дава недобри, извонредни резултати. И од онколошки, ако сакате, и од естетски, од секаков аспект. За реконструкцијата, значи колку треба, околу реконструкцијата, реконструкцијата може да биде immediate reconstruction, значи веднаш. Веднаш да се направи. Или одложена. Тука пак зависат многу фактори и очекувања каква терапија треба. Така да одлуката каква реконструкција, кога реконструкција, кој тип на реконструкција, најдобро е да се прави, тоа се тие онколошки конзилиуми, во кои што онколошки конзилиуми е вклучен и пластичен хирург. Така. Пак ќе се навратам на словенците, они имаат неколку фази на конзилиуми, во последната фаза пред операција учествува и пластичар. И тогаш се, зависно од резултатите онколошки, зависно од очекувањата од операцијата, од конституцијата на пациентот, од она што се очекува како постоперативен третман, се решава дали да се примени истовремена, значи еден така во исто време и операција. Ја отстранува, значи онколошката хирургија, а веднаш после тоа се прави реконструкција. Или да се одложи по завршување на одредени онколошки третмани кои што следат после операцијата. И исто така се одлучува и каков тип на реконструкција. И докторе, за крај на интервјуто еве една препорака до жените кои што се борат со оваа опака болест. Совет од хирург. Сепак, нели, ова е болест која што се лечи, го спомнавме во неколку наврати ова, едно комплексно лекување, меѓутоа најбитно е дека на крај имаме здрав пациент. Совет. Ова се пациенти кои што веќе, значи, имаат диагностицирани, поминати одредени процедури. Мој совет е да ги слушаат професионалците. Значи, има пациенти кои што одбиваат одредени третмани. Зошто најчесто е тоа дезинформации од секакви, би рекол, и медиуми, каде што на многу непрофесионален начин се даваат некомпетентни совети, се ствараат одредени фами. Точно е дека сите третмани имаат и своји нуспојави, меѓутоа, ако тоа е раководено од еден професионален тим кој што си ја знае работата, а таков тим, такви екипи постојат во нашава држава, дека може да му пружат на пациентот оптимален третман кој што дава оптимални резултати во поглед на исходот од заболувањето. Значи, да слушаат професионалци, тоа е број 1, и број 2 да се прават редовни контроли. Затоа што опакоста на карциномот, тој знае некогаш и после повеќе години да даде некакви метастатски промени кои што и во колку се откријат на почеток, пак можат успешно да се лекуваат. Ако се запостави, а успешно се откриваат, ако се прават секогаш тие редовни, постои протокол на контролирање, каде што мораме да го запазуваме и ние како лекари, а секако и пациентите. Така да, тоа е, да речем, моментот кој што може да доведе до еден долгорочен позитивен резултат во лекувањето на ова заболување. Темата е широка, меѓутоа нашето време е кратко. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме одговори, барем дел од одговорите на пациентите, меѓутоа и на сите жени. Еве, превентивата нека остане како порака дека е најдобар лек во суштина, додатна редовни прегледи. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.